Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео има наслов "Кој е твоето дете?" И овој наслов е на 12-тиот чекор од книгата на вторката Шефали "Родителска карта" или "Родителски патоказ". И во суштина ние започнавме со третата фаза од нејзината книга и третата фаза ја започнуваме преку 12-тиот чекор. Сега да продолжиме со стиховите кои што Шефали постојано ги пишува пред секој чекор и пред секоја фаза. Кога сакам да те формирам и обликувам како глина и повторно да создавам верзија на себе и да те вметнам во изведбата на моите фантазии, дознавам дека болката на твоето само напуштање може би е премногу болно за моето срце. И така, мојот единствен избор кој останува е да се променам себе си, да се ослободам од моите слепи стравови и очекувања и конечно да се поврзам со тоа што навистина си. И преку ова, конечно, да ја научам вистинската љубов. Тоа беа стиховите на Шефали за овој чекор. И содржината на овој чекор Шефали ја започнува со едно прашање до родителите. Родители, дали знаете кои се вашите деца? Навистина, дали ги познавате доволно вашите деца? Дали ја познавате нивната суштина? Дали ја познавате нивната есенција? Дали го познавате нивото на нивното вистинско јас, во нивната автентичност? Бидејќи ние родителите сме во едно постојано правење кога ги родителствуваме децата, кога ги воспитуваме нашите деца, ние токму поради ова постојано правење често пати ја промашуваме поентата на родителствувањето, а спрема Шефали главната поента на родителствувањето е поврзување на родителот со својата суштина и со суштината на детето. Меѓутоа, ние наместо да го обликуваме пристапот спрема детето, ние сме навикнати да ја обликуваме, да ја моделираме природноста на децата спрема нас. И Шефали токму поради тоа вели дека кога ние толку сме внесени во и задлабочени во една таква психичка гимнастиката, така и нарекува, со децата, ние на некој начин ги принудуваме децата да ја изгубат својата природност и да навлечат егомаски, лажни егомаски, и на тој начин децата да внесат едно его во себе, да почнат да растат его кај себе. Меѓутоа, многу е битно, токму поради тоа, за да можеме ние да го минимизираме степенот до кој што нашите деца ќе што помалку ќе создаваат верзии, мини верзии од тие егоични маски, потребно е родителот да му возможи на детето еден простор во кој што детето ќе може да си биде свое, каде што ќе може да се одржи својата автентичност. Но Шефали овде им спомнува на родителите дека поради фактот што нас родителите не успеале да ја видат нашата суштина, ние ќе речеме, па како ние сме испочитувани од нашите родители? Да, ние сме испочитувани од нашите родители, меѓутоа како? Најчесто заради нашите оценки или заради нашите достигнувања. Меѓутоа, до ова ниво на почит, ние тоа ниво не ни дозволува да можеме да се чувствуваме достојни, да можеме да се чувствуваме вредни за нашата обичност. И како резултат на ова нешто, ние тргнуваме во потрага по значење и по вредност, значи таа храна внатрешна, тој копнеш природен кој што го бараме да ни биде исполнет, најчесто го бараме на погрешни места. И токму поради ова се јавува причината
за појавата на измамното его, кое што нас ни изгледа дека е многу големо, дека е ни представува закана за нас. Меѓутоа Шефали овде објаснува дека доколку ние како родители се влеземе во една состојба да сакаме да работиме на себе, значи да работиме на тој наш внатрешен свет, да го промениме, тогаш нашето его постепено ќе почнува да се смирува, да се скротува. И со тоа ние можеме да влеземе во една нова област на разбирање на вистинското дете пред себе. Значи, преку скротување и намалување, а со тоа и излегување од состојба на его, ние како родители легуваме во еден нов простор каде што ќе можеме да ја разбереме суштината на нашите деца. И тоа е во суштина за она што ќе зборуваме во оваа трета фаза. Поврзување на родителот со вистинската природа на своето дете. Значи, исто како и ние кога сме дошле на овој свет, така и нашите деца дошле на почетокот со својата природна, оригинална есенција. И кога децата не се испочитувани, значи тие создаваат исто така и свој мини его маски, исто како и родителите, како во втората фаза, значи објаснивме како родителот создава его маски, таа ги Шефали ги категоризирала во 5 категории. Значи станува збор за его маската на борец, на поправувач, его маска на глумец или барање внимание, его маска на замрзнувач или родител кој што се стаписува, и его маска на родител кој што напушта. И така и децата, значи соодветно, тие создаваат свој мини верзија од овие его маски. Сега како го објаснува ова Шефали понатаму? Таа објаснува дека кога родителот или детето се активираат, значи тие влегуваат во една борба на его. Значи битка за моќ и за значење. И овие битки како можат да бидат драматични, да бидат многу непријатни и за родителот и детето. Значи секој од нив, и родителот и детето, има потенцијал да го расте кај себе, значи кај другиот егото. И во тие битки, прашува Шефали, што мислите родители? Кој најмногу страда во овие битки помеѓу родителот и детето? Се разбира дека многу повеќе страда детето. Зошто? Пред се заради младоста на детето, заради неговата невиност, заради довербата која што ја има детето. Значи, во почетокот тоа има безусловна доверба, безусловно му верува на својот родител, и заради поголемата зависност која што ја има детето од својот родител. И се разбира дека ефектите кои што детето ќе ги има врз својата психа од овие битки на егата, на овие две ега, ќе и текако се далеку сежни врз психата на детето. И токму поради тоа Шефали им објаснува на родителите дека товарот или одговорноста е наша. Значи, одговорноста е прво на родителот да го скротува што повеќе егото кај себе, за да не дозволи да се развива егото и да расте егото кај детето. И што е најбитно, со скротувањето, рековме, на егото, да може родителот да влезе во просторот на своето срце и од тука да може да се поврзе со автентичноста на своето дете. Меѓутоа, најбитното од се е родителот да запамти дека колку повеќе тој го покажува своето его во односот со своето дете, толку повеќе и детето ќе го расте егото кај себе. И сега некои родители прашувале, па дали мора детето да покажува его во таа врска, зошто мора да го покажува егото, зошто мора и тоа да расте его. Шефали објаснува дека детето нема друг избор. Зошто? Затоа што егото кај детето исклучиво
се формира како резултат на реактивноста од страна на родителот. Значи, тоа представува една стратегија, еден механизам кај детето, за да може да се одбрани од егото кај родителот. Ние, например, ако им кажеме да направат нешто, децата, а тие ни возвраќаат, например, со еден повишен тон или пак се дрски, можеме да... Ние често пати тоа го сваќаме како дека децата се групи и дека се без почит од наша, од нивна страна, меѓутоа во суштина најверојатно е дека тоа нивно однесување се јавило како резултат на нешто што ние претходно сме им го кажале. Секако дека тоа е срамно, дека е некултурно, меѓутоа тоа е нивниот механизам на справување од нивна страна. И Шефали им одговара на родителите, им вели: родители, јас не тврдам дека ние сме единствената причина за егото, за појавата на егото кај нашите деца, затоа што децата се сретнуваат и со голем број на другарчиња, возрастни во текот на нивниот живот, каде што и декако може да се зголеми егото кај нив. Меѓутоа, она што се обидувам да ви го кажам и го тврдам е дека кога родителот во односот со детето постојано реагира, го внесува своето его, или како што вели таа, тој е заглавен со своето его, детето нема друг избор освен да го активира собственото его. И токму поради тоа Шефали, за да ни биде полесно да го разбереме нештото, ни дава еден пример од собствената пракса како психотерапевт за една нејзина клиентка која што се викала Енджи, дошла таа кај неа, имала во своите доцни 30 години. И кога дошла кај неа, што заприметила Шефали? Дека била оваа клиентка многу изнемоштена, телото целосно и било покриено со тетоважи, косата и била многу ретка, дури и на места на нејзиниот скалп немало коса, и ноктите и биле исклучиво агресивно изгризани. И гледајќи ја ова клиентка, Шефали очигледно забележала како ова жена во суштина многу страдала во себе и кога започнала со работа на нејзината траума од минатото, Шефали исто така забележала како таа имала едни забетонирани вкоренети верувања за нејзината недостојност и за нејзина невредност. И таа и раскажувала на Шефали како нејзиниот татко, кога била многу мала, често имал изливи на агресивност и бес и често користел физичко казнување врз неа, а нејзината мајка пак била со недели знаела да биде депресивна, да се исклучува целосно од семејството, и кога тие агресивни физички казнувања се случувале кај неа, значи со неа од страна на нејзиниот татко, немало кој да ја помогне во тој момент, да ја помогне со нејзините чувства, да ја помогне со нејзините внатрешни битки, и таа се сетила дека тоа првпат се јавило на нејзината 7 годишна возраст, кога започнала да ја кини, да ја губи нејзината коса, и објаснувала на Шефали со зборовите: мене, Шефали, многу ме болеше тоа, ама со таа болка се чувствував добро, како целата болка која што ја чувствував во своето срце, едноставно можев да изразам тука и дадов значење. И губењето на оваа клиентка понатаму и раскажувала на Шефали како станувала се полоша и полоша, морала на училиште да носи капа. Колку повеќе ја кубела косата, толку повеќе нејзиниот татко станувал уште поагресивен, и тогаш веќе започнала да ја чепка својата кожа, да ги гризе своите ногти, и била потполно отфрлена од страна на нејзините врсници, затоа што изгледала ужасно.
сите ја одбегнувале, немала на кого да се довери, поради тоа немала со кого да стапи во контакт, да ја искаже својата болка, да ги прераскаже своите проблеми и едноставно на себе гледала како најголем неуспех. И кога дошла кај Шефали, Шефали веднаш почнала да ја обучува преку едно формулирање на сите нејзини однесувања, едно по едно, значи од нејзините татуажи, од нејзините присови, од па се до влечењето и тргањето на нејзината коса и агресивното гризење на нејзините ногти, кој што всушност представувал нејзин механизам, нејзина стратегија за справување со нејзините преголеми предизвици од нејзиното детство. И при тоа Шефали и се обратила нежно и рекла: види, Ренџи, ти си била едно мало девојче, кога, значи, ова сето ти се случило, ти си била запоставена, си била малтретирана како мала и при тоа немало кој да ти помогне во сето ова. Твоите родители, сите нивни неадекватности, сите нивни несоодветности, сите нивни товари, сите нивни незрелости едноставно ги фрлиле врз тебе. И ти не си имала можност да си го изразиш својот собствен глас, да си ја искажеш својата внатрешна болка. Си немало едноставно со кого да ги споделиш твоите внатрешни болки. И единствено тука останало твоето тело. И ова е еден механизам твој како да се справиш со таа твоја болка. Значи, ова е твојата стратегија, односно ова е твојот начин како да кажеш, да побараш помош. Помогнете ми, ве молам, помогнете ми. И Енџи тогаш запрепастено ја погледнала Шефали, не можела да верува во она што го кажувала, како никој, затоа што никој до тогаш во нејзиниот живот не можел, не успел да допре до неа на таков начин, да ја покаже сомилост, да ја покаже еден вид на благонаклоност према неа, едно разбирање. Значи, со години таа била навикната да може да се измачува себе си, да трпи одредени грубости од страна на другите, неприфаќање од страна на другите, со што нејзината вредност уште повеќе се губела. И во моментите на нежност кој што ги покажувала Шефали, едноставно таа не можела тоа количество на нежност кој што ја го давала Шефали во тој момент да може да го прифати, и изгледало чудно, изгледало туѓо за неа. Меѓутоа Шефали била многу упорна, со месеци помагала, со месеци разговарала со неа и се обидувала да може Енџи да види како таа била жртва од мала на едно трауматично детство, кое што резултирало да нема друг избор освен да сака да се повредува себе си. И нејзиното тело што било? Било еден вид на медиум преку кој што таа можела да си ја изрази својата болка тука. И во суштина нејзиното тело од секоја нејзина пора што викало? Викало: ме боли, може ли некој да ми помогне? Има ли некој да ми помогне? Ве молам, има ли некој? Меѓутоа во тие моменти немало никој да ја види, немало никој да ја слушне. И во суштина, пред да дојде кај Шефали, и објаснувала дека каде што одела да се лекува, била лекувана со голем број на несоодветни медикаменти, луѓето ја третирале многу неубаво, била третирана на моменти, значи, дека била луда, и често пати таа раскажувала на Шефали дека
се чувствував шефали како да сум неисправна, да сум потполно погрешна во она што сум. Како јас да треба на вистина да бидам затворена во некоја институција. Меѓутоа, што е она што Шефали сака да ни го објасни во незината книга, дека во суштина Енџи само ги превзела сите ментални болести од страна на низиното семејство, кој што тие заради нивната незавршена внатрешна работа, заради нивното ѓубре кое што го пренесле тие во детството на Енџи, тие не можеле да едноставно да си ја видат својата собствена болка, а Енџи останала едноставно бомбардирана од се она кое што е било пренесено од страна на низините родители, а доволно било само да каже, да може да каже: ова мене ме нервира, помогнете ми, јас сум само дете, не гледате што правите. Меѓутоа, во тој момент немало кој навистина да ја слушне, да ја разбере, заради тоа што премногу биле зафатени низините родители од нивните собствени болки и страдања. И Шефали останала, значи, долго време да работи со оваа клиентка, се до моментот кога успела да ја поврзе Енџи со начинот на кој што таа можела да ги смени, да го смени потполно сите нејзини верувања, сите нејзини дотогашни ставови, сите нејзини дотогашни идеи за нејзиниот живот и да создаде една нова вредност, значи основа, една нова основа во која што ќе се види како навистина вредна, ќе се види како навистина самозајакната и да знае дека е безбедна, дека нема кој повеќе да ја повредува и на некој начин после долгата работа на себе ова жена успела да го промени и како својот живот и да почне конечно и психички и физички да заздравува. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.